Добар ден, јас сум Трајанка Јовановска, наставник по биологија од Основното училиште Тимо Хаџидимов од Скопје. Денеска ќе зборуваме за како различните хранливи материи влијаат на растот на растенијата. Овој част е дел од наставната тема фотосинтеза и растење на растенијата. Цели на часот. Ја разбира важноста на водата и минералните соли за растењето на растенијата, одбира идеи и прави детални планови за проверка засновани на претходното знаење, разбирање и истражување. Одлучува кои мерки и апарати за наблюдување се потребни и која опрема ќе ја користи. Проценува ризици, опасности и ги запазува мерките на предпазливост при работата. Прави доволно наблюдувања и мерења за намалување на грешки и добивање на поверодостојни резултати. Го одбира најдобриот начин за презентирање резултати, ги толкува резултатите користејќи научно знаење и разбирање. Ги споредува резултатите и методите користени од другите. Донесува заклучоци и јасно ги пренесува на другите. Да се потсетиме. Зошто се потребни минералните соли за растенијата? Минералните соли се неопходни за здрав раст на растенијата. Зошто се потребни азотот, фосфорот, калиумот и магнезиумот за растенијата? Азотот од нитратите е потребен за создавање протеини и хлорофил. Фосфорот е неопходен за изградба на ДНК и здрав развој на корењата, цветовите и плодовите. Калиумот е потребен за изградба на ензимите. Магнезиумот е потребен за создавање хлорофил. Што е научен метод? Научен метод е серија на чекори кои се користат од страна на научниците за да го решат проблемот или да се одговори на некое прашање. Чекорите на научниот метод се следниве: наблюдување, поставување на прашање, поставување хипотеза, дизајнирање на контролиран експеримент, запишување и анализирање на резултатите од експериментот и изведување на заклучоци. Наблюдување, поставување истражувачки прашања или решавање проблем. Пример, како различни хранливи материи влијаат на растот на растенијата. Поставување хипотеза. Хипотезата може да даде одговор на прашањето или проблемот. Таа е само предвидување и доказите можат да ја потврдат или отфрлат предпоставката. Нашата предпоставка во истражувањето е дека растението лемна најдобро расте и се развива во хранлив раствор со сите минерали. Дизајнирање на контролиран експеримент. Постојат две променливи во еден експеримент. Независно променливи кои намерно се менуваат, пример дефицит на одредена хранлива материја, зависно променливи, тоа се променливи кои се наблюдуваат во експериментот и зависат од независните променливи, пример изгледот на растенијата, бројот на единките и друго. Важна е и контролната група и таа покажува што ќе се случи кога експерименталниот фактор е целосно присутен. Запишување и анализа на резултатот од експериментот. Податоците кои се собрани мора да се анализираат, да се утврди дали податоците се веродостојни и дали ја поддржуваат хипотезата. Изведување на заклучоци. Донесуваме заклучок дали нашата хипотеза се потврдува или се отфрла. Како различни хранливи материи влијаат на растот на растенијето? За да одредиме како хранливите материи влијаат на растот на растенијата, ќе направиме експеримент. За тоа ни е потребно растение водна леќа, лемна, во повеќе примеруци. Чашки, стаклени или пластични садови со иста големина. Сач хранлив раствор кој содржи калциум сулфат, магнезиум сулфат, калиум нитрат, натриум хлорид, железо трихлорид. Водна леќа, како изгледа?
Водната леќа е ситно растение што расте на површината на барите и езерата. Ова растение има облик на лист, од кое кон водата висат ситни коренчиња. Ако во водата ставиме едно растение, тоа ќе се размножи и ќе создаде нови растенија. Со броење колку растенија настанале за одреден временски период, може да измериме колку брзо расте водната леќа. Еден примерок од растението го ставаме во садот со сач раствор со сите хранливи материи во одреден процент. Тоа растение ќе не биде контрола за споредба со останатите растенија. Во другите чаши ставаме исто така по еден примерок од растението водна леќа и иста количина на воден раствор со минерални соли, но во секоја од нив да има недостиг на некој од минералите. За да се спречи водата да испарува, од садовите се става масна фолија. Се означуваат садовите, се запишува датумот на започнување на истражувањето и датумот кога ќе заврши истражувањето. Се следат промените кај растенијата и се запишуваат. Учениците собираат резултати од растот на лемна СП во услови со различни хранливи материи и создаваат табела од нивните разгледувања. Податоците може да ги представат и графички. Учениците треба да го анализираат и проценат нивното истражување. Што поминало добро, што би можело да се подобри, какви резултати добиле и дали се совпаднале со нивното предвидување. Учениците можат да ги споредат своите резултати и со секундарни податоци, т.е. податоци добиени од експерименти со други видови растенија. Учениците пишуваат извештај за нивниот експеримент, ги опишуваат нивните резултати и ги објаснуваат со примена на нивното разбирање за улогата на минералите кај растот на растението. Учениците донесуваат заклучок дека растението водна леќа најдобро расте, се развива и размножува во присуство на сите минерали. Хипотезата се потврдува. На сликата забележуваме како недостиг на одредени минерали може да предизвикаат карактеристични симптоми кај растенијата. На овој слајд прикажано е едно експериментално истражување за влијанието на минералите врз пиперот. Првото растение е контролно и третирано е со раствор кој ги содржи сите минерали. Растението покажува здрав раст. Второто растение е експериментално и третирано е со иста количина раствор, но во него недостасува калиум. Ова растение слабо се развива, покажува слаб раст со пожолтени мали листови. Еве уште еден пример за контролиран експеримент. Како различни хранливи материи влијаат на растот на растенијата. Потребен материјал за овој експеримент е 6 стаклени чаши со раствор со различни минерални соли, 6 единки од ист вид расат во иста фаза на развиток. Во првата чаша ставаме дестилирана вода. Во втората хранлив раствор во кој има дефицит на азот, во третата ставаме хранлив раствор со дефицит на железо, во четвртата ставаме хранлив раствор со дефицит на магнезиум, во петата стаклена чаша ставаме хранлив раствор со недостиг на фосфор. Во шестата чаша ставаме хранлив раствор со сите хранливи нутриенти. Во секоја од чашите со раствор ставаме по едно растение од ист вид расад со иста големина и од иста фаза на развиток. После неколку недели ќе ги споредиме растенијата што растеле во различни раствори и ќе ги запишеме резултатите. Тука имаме табеларно и сликовито представување на добиените резултати. Независни променливи, тоа ни беа дестилираната вода, хранливиот раствор без азот, хранливиот раствор без железо, хранливиот раствор без магнезиум, хранливиот раствор без фосфор и хранливиот раствор со сите хранливи материи. Независни променливите се тие што ние сакаме да ги менуваме. Контролни променливи се иста количина на хранлив раствор, исти стаклени садови, сите растенија се одгледуваат на иста температура,
сите растенија добиваат иста количина на сончева светлина. Контролните променливи се одржуваат постојано и не се менуваат во текот на експериментот. Зависните променливи зависат од независните променливи. Тоа всушност се резултатите од истражувањето. Еви на сликата забележуваме дека растението што растело во раствор со сите хранливи материи најдобро расте и се развива. Занимливости. На горниот линк може да го погледнете видеото за одгледување лук во домашни услови. Што е хидропоника? Хидропоника е метод на безпочвено одгледување на растенија во збогатена вода со хранливи материи и има за цел да обезбеди производство на поздрави растенија и нивен побрз раст. На овој начин, многу видови на растенијата може да се одгледуваат преку целата година, како зелен крумит, лук, салати и други растенија. Домашна задача. Испланирај истражување за да дознаеш како вештачкото ѓубриво влијае на растот на растенијата. Ви благодарам за вниманието.